Македонци пишувале за Македонија, но нивните книги не станале официјална историја. И еве зошто. Затоа што историјата не ја обликуваат само фактите, туку и моќта. Да бидеме јасни, постоеа македонци, постоеа македонски интелектуалци, луѓе што пишуваа за Македонија, за јазикот, за народот, за идентитетот. Нивните дела постојат, запишани се, оставени се на хартија. Но проблемот не бил во тоа дали македонци пишувале. Проблемот бил кој имал моќ да одлучи што ќе се признае како официјална историја. Без своја држава, без своји институции, без академии и учебници, нивниот глас бил потиснат. Нивните книги не биле прифатени. Некои биле игнорирани, некои забранувани, некои прогласувани за туѓи. И така, историјата не исчезнала, таа била тргната на страна. Затоа денес слушаме различни наративи. Затоа македонскиот идентитет постојано се доведува под прашање. Не затоа што не постоел, туку затоа што не бил признаен. Но вистината за Македонија со децении беше туркана на маргините. Не затоа што не постоеше, туку затоа што не и беше дозволено да стане официјална. Денес македонскиот народ има можност сам да зборува за себе. И таа одговорност повеќе не може да се префрла на други. Ова видео не е против никого, туку за нешто што со децении беше оставено на страна. Македонската историја не бара дозвола да постои, таа само бара да биде кажана. Ако сакаш вакви видеа што зборуваат мирно, но јасно, сабскрајб на каналот. Затоа што историјата што не се раскажува, повторно ја пишуваат други.